Останете со нас. Почнуваме веднаш. Ако имате малку повеќе слободно време и нормална желба да бидете во топ форма, добар изглед и добро здравје, може би вистинскиот избор е аеробикот. На некој начин не знам дали имаш ние искуство, иако неколку пати те прашувам веќе во изминатите емисии околу аеробик, да, имам искуство. Јас се надевам дека и многумина од вас прво почнале да го вежбаат аеробикот. До сега слушнавме што е кикфит, слушнавме што е пилатес, ајде сега да видиме што е аеробик. Со помош на музика до подобро тело. Вежбање со кореографска содржина во ритмот на музиката. Аеробикот е физичка вежба која комбинира ритмички аеробни вежби преку растегнување и тренинг за сила, се со цел да се подобри целокупното здравје. Со оглед на вашата кондиција, здравствената состојба, волја и желба, имате можност да одберете еден од повеќето видови аеробик кои можете да ги адаптирате на вашето тело. Присуствуваме на часот по аеробик, па кажи ми што е всушност аеробикот, односно каква физичка активност и какви се часови по аеробик нудите тука? Па вака, пред аеробикот, значи представува аеробен тип на тренинг, кој значи е многу добар, ја потпомага работата на срцето, односно на целиот кардиоваскуларен систем, на белите дробови, го убрзува метаболизмот, значи помага при разградувањето на масните наслаги, го подобрува имунитетот, добар е за мускулите, за куските. Кога ќе ги споите кореографијата, ритмиката и гимнастичките акробации, ќе го добиете надпреварувачкиот аеробик. Постои ли тука или воопшто кај нас во Македонија надпреварувачки аеробик? Па во Македонија не постои, меѓутоа надвор од нашите граници постои. За жал. Аеробикот во вода пак во последниве неколку години станува се попопуларен, бидејќи научно докажано дека вежбањето во вода е неспоредливо поефикасно од вежбањето во сала. Предноста во споредба со другите физички активности е голема. Па постои кај нас и мислам дека тоа е баш еден од аеробиците кои повозрастните можат да го практикуваат, бидејќи е побезбеден затоа што е во вода. Значи нема толку голем притисок на колената, на зглобовите и на куските. Мислам дека е исто ефикасен како и другите аеробици. И ајде конечно да разрешиме дилемата, дали со аеробик може да се слабе или пак само се обликува телото? Значи и едното и другото. Може да се намали телесната тежина, како што рековме, тој го убрзува метаболизмот, значи потпомага при разградувањето на масните наслаги и истовремено, пошто има и статичен дел во аеробикот, значи кој е за обликување на телото и за затврстување, меѓутоа сепак морам да кажам дека исхраната игра голем дел во тоа, значи доколку го искомбинираме со една здрава исхрана, резултатите ќе бидат многу поголеми. Жените имаат многу проблематични делови на кои би сакале да поработат, но за да се постигне ефект, тренингот треба да биде интензивен и пропратен со диета. Постои ли старосна граница за аеробик или може буквално секој, како што викаат, од 7 до 77 години да го вежба? Па мислам дека не постои старосна граница, бидејќи аеробикот е добар и препорачлив за секого, но сепак постои разлика во тоа како вид на аеробик се практикува. Нели за оние помладите се препорачува малку подинамичен тип на аеробик, како што се да речеме кардиокондишенинг, степ аеробикот, додека постои класичен аеробик, значи кој е со малку послаб интензитет, кој би можеле да го практикуваат и повозрастните, или пак боди скалптот, значи кој е малку постатичен, кој се работи со реквизитчиња, со текчиња, значи зависно од типот на аеробик. Аеробикот како физичка активност е корисен за сите возрасти без разлика на годините. Затоа сите оние кои сакаат да вложат во своето тело и здравје, треба да го практикуваат. Иако минатиот пат уживавме во убавините на мал